Oj ti Stopane, засветли со древни светлини, истерај црни сеништа, та домот е твој, не давај секој овде да преспива, посади шарени цветови, изорај бавча зелена, изгради кров до небеса и остави сонце да ти варди чергата. Ова е Гора Скитановски, надежен, млад, полетен артист, писател и мој драг пријател, со кого денес ќе имаме еден прекрасен разговор. Меѓу останатото, Гора ќе напише: Скопје, премногу те сакам, ти мене ме гушиш, а јас психопат. На тоа се палам. Здраво, Гораст. Добар ден. Добре дојде во нашиот подкаст. Кога ми ја даде книгова Крилјада и Летаисеја, многу бев изненаден кога прочитав овој пасос за Скопје. Што те инспирира тоа да го напишеш? Па, конкретно за Скопје? Да. Па Скопје како некоја девојка што премногу ја сакаш, ама многу е токсична. И се љубите, се гушкате, имате поврзаност, па после прави глупости, ти го загрозува животот, па раскинувате, меѓутоа пак ти се враќа во животот. Не знам, мене вака ми дат Драчево, бидејќи сум од Драчево, Скопје, Македонија. Многу си ги сакам, едни од омилените зборови ми се, ова и во претходно интервју го имам кажано, меѓутоа многу си го сакам и Скопје, и Драчево, и Македонија, така да како love-hate relationship, што би рекле англосаксонците. Да, дефинитивно love-hate relationship. Сите тоа кои сме од овдека го имаме почувствувано и осетено, дека од една страна се гушиш и сакаш да излезеш, меѓутоа кога ќе си излезем па сакаш да се вратиш. Па во последно време не знам и дали сакам да се вратам во градов некако. Ми се живее во Охрид. Бидејќи на Скопје некако му недостигаат бои. Знам дека ова ми е фаза сега и сум во таа фаза кај што му имам раскината на Скопје. За 2 месеци ќе зборувам друго. Меѓутоа во оваа фаза од животот ми се живее во Охрид. Бев во Охрид 3 недели и се чувствува благословено што можам таму да чекорам низ тие координати на љубовта, би ги нарекол. Координати на светлината. Бидејќи на вистина е привилегија да чекориш кај што чекори во самиот климат. Апсолутно огромна привилегија. Што те инспирира да ги наречеш координати на љубовта? Охрид како таков. Па кога одам во Охрид, секој пат дознам нешто ново и за себе и за градот. И без разлика ако седам 2 дена ми делува како да сум седал 2 недели, бидејќи времето поинаку таму некако минува и целиот ум, дух и тело ми се исцелуваат и не знам како поинаку да наречам тоа освен љубов, иако љубовта е многу голем термин и љубов може да има спрема куќе, спрема сосед, спрема кафе, спрема партнерка, меѓутоа е како љубов во вистинска смисла на зборот. Љубов не како емоција, туку љубов како ниво на свесност. Бидејќи јас таму седам и само можам да седам и да бидам, ке си гушнам едно дрво во шумата, од канео на кај плавачник и мене ништо не ми треба. Баш убаво. Како ги доживуваш Драчево, кажа Скопје и Македонија? Па Драчево таму сум роден, веројатно имам некаква мисија и не случајно сум се родил во Драчево. Еве јас се преселив туку комшиви бев живеев 4 месеци на Ленинова. Таму те запознав? Да. И едноставно ми се направија психози, бидејќи јас сум дете од Драчево кој што е навикнато да има двор. И сега дојдов да живеам во зградова. 3 пат се преселувам од центар, 3 пат ми се прават психози. Веќе не ја правам истата грешка да живеам во... Можеби луѓето што се родени во стан и се навикнати да живеат во стан, може да живеат во стан. Меѓутоа јас сакам да имам конекцијата со земјата и со небото и дворчето. Ако дојдеш кај мене на гости од дворче, ќе видиш се забележува местото каде што седам јас. Во тревникот не расте веќе трева, само земја, бидејќи секој ден таму седам јас и таму се моите стапки. Да. Па да, ако живее човек у стан и нон-стоп е работа дома, стан дома и по асфалтов да се движи, се губи таа конекција што ние имаме до нашата македонска земја и сите луѓе. Да, сето. А интересно во македонскиот јазик го викаме природа. Да.
рода. Апсолутно. Ти да си бидеш при родот, а тука родот мене не ми се циглите или бетонот. Да. И можеби јас сум таков карактер кој и мојата душа ми го бара тоа да бидам почесто во природа, беки не можам да бидам цело време во град. Па нормално се е различно. Се е различно. Од примањето на иони негативни ако водиш бос до целиот амбиент. А ние имаме прекрасна убава природа и едноставно кога ќе се навикнеш, па многу ти недостасува и како што би кажал Константин, поле погледнеш или планина, сегде Божева е хубавина. Да здравие. Константин е еден од моите омилени поети. Да. Што те инспирираше да почнеш да пишуваш книги? Па ја верувам три книги напишано до сега. Повеќе книги имам напишано, имам објавено две. Меѓутоа во Крилјада и лете се, па има 3 книги внатре. И ова е трилогија. Добро. Кованицата од Хомеровите Илијада и Одисеја. Значи не е Илијада, туку е Крилјада, како илјада крилја, и наместо Одисеја е летај. Сега, веројатно дека сите ние луѓето се доаѓаме на оваа планета Земја со некаква мисија. И треба да откриеме што е тоа што ни е дадено на нас, за да го правиме овде. Мене судбина ми било да бидам поет, бејќи мојот прв поетски перформанс беше во 2006 година пред споменикот на децата бегалци од Егејска Македонија. Се сеќавам, имаше светско првенство, игра 6 деление, до 8 деление, 7 гледав и фудбал. И имаше светско првенство, игра Германија, Аргентина, мислам дека е. Јас исхајпано дете, ајде са фудбал, четвртфинале, мајка ми вика, ќе идеме на Егејски собир, каме што ти е каков Егејски собир, ќе гледам фудбал, вика не, мора да дојдеш. И отидов таму и ми дадоа песна да читам. Ја не појма немав ни поезија, не заинтересиран скроз за било што е литература. И години подоцна јас почнав да пишувам. И кога се сетив на тој момент, викам, ова мене дадено ме било да бидам поет на некој начин. Ама поет не само заради тоа што пишам, туку ја верувам дека поет не е ни професија, туку е состојба. Има поети кои што не ни пишуваат, едноставно така живеат, да речеме. Некои од поетите дури и пишуваат поезија. Многу поети не би се согласиле со оваа моја дефиниција за поезија, меѓутоа јас сум слободен човек и ќе се изразам како што сакам. И не пробам да се допаднам никому. Апсолутно, ако сакаш да успееш, мора така да ги дефинираш работите. Едноставно си имаш своји цели, љубов и наклонетост. И одгоре доаѓа, и се не сум го одбрал јаво. Кој што да каже, тоа воопшто не треба да има влијание на тебе да идеш лево или десно од патот што си зацелил. Само напред. И тоа е добар начин, прв предуслов за една психичка стабилност да идеш напред. Али баш убаво, кои се како кои се твоите инспирации во однос да бидеш поет? Како ти дозна дека ова е твое? Па ништо не е наше истовремено. Значи тие зборови само се спуштаат врз мене, јас сум само каналот. Или пример, некој кога црта, тоа не е него, он ја добива визијата и само го пренесува. Сметам дека ние луѓето сме ништо без Бог. Значи Бог само делува преку нас, а ние сме само каналот преку кој тој излегува. Овие песни немаат сопственишто, ова не се мои песни, ова се песни на припаѓаат на народот. Чим ти создадеш некакво дело, тоа веќе не е твое, туку припаѓа на народот. Види каква инспиративна поетска земја живееме. Во Македонија, ако немаш инспирација за пишување, не знам каде би имал. Мене како поет ми одговара што не таква крш држава на некој начин моментално. Има многу предизвици. Инспирација или предизвици или па све одедно? Па све одедно, бидејќи некојаш пишувам и хумористични работи, имам напишано и 500 љубовни песни во мојот живот, музи што ме инспирирале, имам за трговските центри пишувано, за Петар Данов, за што и да ми дојде во моментот. Дали имаше нека инспирација во животот од други поети? Па можеби, на подсвесно ниво. Пример, Рацин, ево што го изрецитирав на почетокот, требаше да идеме со пријател на Рацинови средби во Велес, меѓутоа останав да седам у дворче до 6 саат бајли, тогаш ја напишав Ој ти Стопане. Јас се почувствував како Рацин
да дојде да ми ја шепна песната и тренета му сепна пријател вика ме, бе, Раци вчера беше кај мене у двор, идете вие таму. Ја не можам. Можеш ли да кажеш на нашата публика што ти шепна Раци? Па тоа што го изрецитирав на почетокот. Ој ти стопане, засветли со древни светлини. Да, Рацин исто многу моќен и силен поет. Неговите песни многу луѓе ги паметат како молитва, се кати ноктот црна. Значи многу силен, бидејќи ако ги видиме македонските поети, они не биле само поети. Вапцаров не бил само поет, он бил и револуционер, или Коча Рацин и претходно други поети што имале некаква мисија поголема, а поезијата им било само како додатно средство на некој начин кој е служило за будење на народот. Бидејќи Рацин кој ги изведил белите мугри, тие се дилале скришно, па не да Боже полицијата да те фати со белите мугри. Бидејќи поезијата има сила, ти во неколку стихови можеш да пренесеш многу силна информација. Многу интересно. Каде е твојата сила што сакаш, што ти ја дава Господ и што ја канализираш? Како мислиш каде? На секаде? Знам, него во кои делови од твојата поезија? Как можеш да ми кажеш поише за тоа? Ме интересира. Па ево оваа книга која разгледаме, од почеток книгата почнува со стиховите од каде доаѓаме и зошто си одиме. Дали случајно пристигаме и што треба да постигнеме? Од каде доаѓаме и зошто тука? Да не сме нешто заборавиле? Јас не се сеќавам. Вие памтите? Оваа книга е на некој начин духовна автобиографија на моите од 2021 мислам дека до 2023 година и буквално како сум идел низ моите состојби, бидејќи јас некојаш се чувствувам како да сум го освоил светот, како сонце да имам во градите наместо срце ми е премногу убаво и ширам премногу енергија, меѓутоа имам и легендарни падови каде што неколку пати сум бил и на работ на самоубиство, кај што не можам да издржам болката, толку вака ме боли, ама не се кине душата и тоа те боли, сега само да прекини. У тие моменти сум пишувал и ја бесрамно ги имам стајно сите песни, така да оваа книга верувам дека ќе му помогне на секој еден човек без разлика на возраста, што тргнал што го оди тој духовен пат на себе спознавање и на духовен раст. Затоа има третата книга сека стихо збрка, блесаво, ма блесе на англиски напишано, блесаво раст положение. Да, многу символика. Да. Натре. Кои се твоите... Ова поезијата е само еден дел од тоа што пошто ова не може да кажам дека го работам, ја не сум се трудел за ова. Да, тоа ти доаѓа туку само експресија на твоите мисли. Само доаѓа и го ставаш на хартија или што и да имаш во моментот да запишеш телефон, тоалетна, таква од пица, кутија, што и да ти се најде во моментот, го ставаш. Пошто си одат после. Нормално, така и треба да биде. Исто и мене исто така за некои работи многу ми доаѓа. Ти мора да ги запишам, за да кога се запишано и после се навраќаш на нив. Да. И еднаш запишано, никош па мене ми доаѓа истата мисла на ист начин што сум ја пишал. Ама и друга, мислата која само е како идеја, постои во невидливиот свет. А ти кога ќе ја ставиш на хартија, веќе постои и во материјалниот свет. Ја многу соништа, да речеме, или идеи, замисли што сум ги имал, сум ги манифестирал со тоа што сум ги запишувал на хартија. Пример, Драчевски фестивал. Ја целата замисла за Драчевски фестивал ја замислив на хартија. Први ми дојде како визија, го видов Драчевски фестивал, после ја запишав на хартија и кога ги најдов листовите, подоцна викам, све како што сум си посакал се случи. Бидејќи тоа ми беше еден предизвикувачки проект, би рекал. Каков прв пат слушам за тој проект, можеш да кажеш поише? Драчевски фестивал е фестивал кој го одржав еднаш пред 2 години во Драчево, бидејќи јас сум од Драчево, многу си го сакам Драчево, прекрасни луѓе живеат во Драчево. Меѓутоа ми недостигаше да има нешто културно. Во ред е турбофолкот, луѓето што сакаат турбофолк да слушаат, слободно нека си слушаат и секоја недела има тоа да си го слушаат. Меѓутоа мене лично ми недостигаше на одредена група на луѓе, голема група на луѓе кај што сакаат да изгледат на нешто поразлично, да има дали хип-хоп, да има танц, да има латино, да има поезија, така да
со Божја волја некако го направив тоа, бидејќи јас немав скршен денар. Ја кога тргнав да го организирам фестивалот, имав 30 денари у мене. И тргнав на едно место, на друго место. И се случи Тони Зен го донесо во Драчево, имаше пејач од Америка, имаше дечко на конги што свиреше, Ана се спушташе техно, па после имав уште еден ден кај што Кут Китка Драчево игра, Оро, имаше дечиња што танцува, направивме изложба Драчево некогаш и сега, филмот го проектирав, им направив и слем перформанси, така беше нешто убаво и нешто... Значи една културна сеопфатна манифестација од различни жанрови, разни артисти. Да. И благодарение, бидејќи едев од врата на бизниси во Драчево. Пример, идам кај Забар, идам во кебапчилници, викам дечки, ја ќе правам ово и ово, им го покажувам плакатот, ако сакате да помогнете. И фестивалот буквално беше од Драчево за Драчево, веќе бизниси од Драчево помогна тој фестивал да се одржи и општината помогна со тоа што ни даде простор. Што не ни верувам дека тој простор е наш, нема зашто ние да бараме од некој да ни го даде, пошто општинските простори било каде беше во културниот во домот на култура, да. Убав простор. Убав простор. Реновиран, да. Да. Само треба да се разработи, не може само ние да ги имаме просторите, па сега идеме да бараме и да бидеме благодарни што некој ни го дал просторот. Тие простори се на народот, бидејќи тој простор е изграден со данокот што ние го плаќаме и тој простор припаѓа нам, луѓето. Така да нека си размислат сите општини и локални самоуправи како се однесуваат со младите, нека им излегуваат повеќе во пресред, бидејќи работите се менуваат, свеста се крева и не знам како ќе биде. Одлична иницијатива си дал и драго ми е дека имало реализација на таа иницијатива. Да. Само треба да се продолжи. И сега имам планови да како ќе се отвори мај, јуни, некаде да го направиме на отворено. За биде на отворено, повеќе луѓе да може да дојдат, да биде попристапно на некој начин, бидејќи Домот на култура е многу далеко, можеби, ја во зима плюс го правев настанот и така. Мислам дека е поубаво под отворено небо да се прави ваков. Види се, секое време, тоест секое доба, дали есен, зима, пролет, лето, си има своји убавени предности и недостатоци. Точно е дека губаво е да е надвор и филингот е различен. Меѓутоа и во зимските денови или па супер беше пред нова година. Иначе тоа го направи пошто интуиција и внатре да влезеш и да се направи тоа. Да. Јас се водам многу по интуиција и работам премногу работи. Основат сум и на Радозен фест. Радозен фест 3 пати го имам одржано до сега. Сега за се само во кафичи го имам правено тој фестивал. Тој е фестивал на радоста, мирот и креативност. Каде што имаме многу интересни точки, правиме изложба, има поетски читања, има open mic, има Волшеб бенд. Волшеб бенд е бенд кој што не постои, туку во моментот се составува, а луѓето што доаѓаат на Радозен фест знаат за тоа, па си носат инструменти, играме Оро, минатиот пат и омнавме, доделив и невидливи награди, бидејќи сметам дека има многу луѓе во градот кои што благодарение на нив градот се уште постои на некој начин и обстојува, така да доделивме невидливи награди, Радозен фест е така. Какви се тие невидливи награди? И по пример Билјана Стојановска доби награда за најпрекрасна муза и поетеса. Доротеја Попова доби награда за најневеројатна женска енергија. Ана Детелинка доби награда за најтопла преградка. Топ. Да. Не се ни сеќава минатиот пат и викам дечки ако сте добиле, кој доби минатиот пат кренете рака крева, добро да не ви даеме сега пак, пошто моментот одлучуваме на кој ќе даеме награда. Тоа не го запишуваме од дома или да речеме и сега ќе даеме награда на овој, не. Во моментот ги гледаме луѓето што се присутни и даваме награда. Ад хок. Супер. Да. Таму енергијата е придвижувач која што е водилка за кој ќе ја добие наградата, така ја го разбирам. Да, меѓутоа ги се знаеме луѓето од градот кои што сме, кои што како работи, веќе Скопје е многу мал град и знаеш на кого можеш да му дадеш награда. Да, апсолутно. Сега им кажа прекрасни иницијативи што си ги имаш дадена иницијатива кај што има реализација нестата. Да има ли некоја иницијатива што нема резултат што си ја направил или сакаш си во минатото?
Тоа е успехот. А другата страна, секоја паричка има две... Има, да, ама ја Драчевски фестивал, пример, не е прв пат да се обидам да го направам. Сум се обидал пред 4 години, сум аплицирал во Министерство за култура, сум пробал со општината, сум пробал со други луѓе, не може, значи, Драчевски фестивал неколку пати, не би го нарекла дека бил неуспешен, току можеби не му било времето тогаш да... Пошто не верувам, не постои нешто што е неуспех. Ти ако го правиш нештото од љубов, тоа е тоа. Сега треба да прифатиме дека на нештото можеби не му е времето или не е за тебе едноставно и едноставно го оставаш. Или оваа книга сакав, ја аплицирав во Министерство за култура пред 3 години, ја одбија, меѓу време јас напишав уште неколку книги и така. А оваа книга е многу интересна бидејќи е рачно напишана. Да, видов тоа, интересно е. Исто од Министерство за култура ме одбија, јас си реков, па мене не ми треба Министерство, што ќе ми дадат 60-70 денари за испечатам, во реце и тие средства што ги даваат, прекрасно е тоа, меѓутоа јас си испечатив сам, направив промоција во Четрскец, си го објавив видеото на Facebook. Четрскец, тој кафич? Не, тој е автобус. Број на автобус, да. И тоа беше вирално, што ми помогна со... Ај кажи ми повеќе за тоа. Значи влезе во автобус и кој таму ти почна да ги... Да, тоа беше во време на пандемијата, кога нели имаше локдаун од 6 сат, од 7 затворени беа кафичите, не можев промоција да правам, бидејќи ја верувам дека поезијата припаѓа меѓу народот, а не помеѓу самопрогласени елити кои што кажуваат лукави зборчиња, неразбирливи за обичниот народ, туку ја верувам дека поезијата припаѓа меѓу народот и затоа ја направив промоцијата во автобуси. Беше навистина интересен предизвик да читаш поезија во Четрскец. Апсолутно, се сложувам. И се за мене тоа е многу нормално, меѓутоа кога го објавив тоа видеото на Facebook и на Instagram, сватив дека луѓето го сватија тоа како многу храбар чекор и беше вирално одреден период и ми помогна исто така и со продажба на книгата. Браво. И имаше супер влијание во тој период, бидејќи тоа беше корона, што ќе правиме, како ќе правиме, депресија, анксиозност, и ова беше како една мала светилка во еден момент од денот на некој човек. Освежување и тотална релаксација на се оно што не окружуваше, тој страв во кој медиумите беа, страшилото и пораките што ни ги кажуваат да се плашиме од многу работи. Супер, ти опишуваш нешто што јас мислам дека на нас како нација многу ни фали. Иницијативност, постојаност, издржливост, упорност, акција и реализација на иницијативност. Како се гледаш себе си во однос на твоите пријатели или па на, да не кажам, мислам, на таа популација што почнува да гради, почнува да се развива, меѓутоа е опфатена со, ние сме едно општество каде што слободата на действување е доста, би рекол, доста спречена. Затоа што има многу сопки. Дали се тоа персонални некој што те знае или пак институционални каде што се затвараат многу врати. Како успеваш да се справиш со тоа? Бидејќи знам зашто сум дојден тука и ништо не може да ме спречи во тоа што сум го не тоа што сум го наумил, тоа што ми се дало. Јас сум национален шампион во слем поезија, од 2021 требаше представа Македонија на Европско првенство во Рим. И се имаше проблеми од организацијата, не има уствари слем организација, меѓутоа од слем организацијата не ми кажа дека мене ми следува авионски билет. И јас сакав да лобирам во министерство, во град Скопје, во општина Кисела Вода, им напишав писмо, каде што викам вака и вака, јас кидам да представам Македонија на Европско првенство во слем поезија, дали сакате ме финансирате само авионски билет? Не добив никаков одговор. А и слемот, тоа не е ни слем организација, тоа се двајца луѓе кои што сами си ја водат и не даваат никој да им припари, после ми кажа, а ја бе финансител, зборев за ова. Бидејќи јас сакав не само за мене да ми платат авион, туку и за сите наредни луѓе што ќе одат, што ќе представуваат Македонија, да им биде платено. После дознам дека сум имал еден авионски билет, меѓутоа во ред, тоа па ми даде до знаење дека овие не се замараат,
од министерство. Многу име гајле, тоа беше Бисера, мислам, министерка. Ама гледам дека и самите ние внатре меѓу уметниците си имаме проблеми, си ставаме на некој начин сопки. Да. Меѓутоа, не можеш да му ставиш сопка на човекот што лета. Не можеш ти да го сопнеш човекот што лета, бидејќи она е таму некаде во височините. Така да, меѓутоа верувам дека Бог е многу добар и дека ти ако замислиш нешто, ако идејата ти е добра и е за општото добро, дека чуда се случуваат. Мене тоа ми е, еве, и со книгава, и со Драчевски фестивал, Радозен фест, пример, 3 пати го имам одржано, јас сам го финансирам настанот, каде што треба платам озвучување, пример. Радозен фест. Радозен фест. Фестивалот предходно што го зборевме со наградите. Да. Тој ми е духовен фестивал кој што целта е да прерасне во поголем фестивал кој што ќе биде во Преспа, ќе се одржува во природа да биде. Супер. Така да верувам дека човек што лета не можеш да му поставиш никаква сопка. Кога намерата ти е добра, искрена, се случуваат чуда. А ја верувам во чуда. Имам уште еден проект, тој го работам заедно со Исток Чаповски. Тој ние собираме поезија од луѓе и го документираме целиот процес. Кај што ја пишувам еден стих, го давам на рандом луѓе по улици и оние допишуваат песната. На тој начин имаме собрано преку 1000 песни на повеќе од 30 јазици, веќе имаме еден филм снимен во Македонија не е сниман. Са вториот филм е во постпродукција и тој е во Црна Гора, Сараево и Косово снимен, така да тој уште еден проект. Но тоа е уникатно да имаме 1000 различни ракописи, знаеш колку интересно. Поезијата, а секој со свој инпут, со различно и различни возрасти, различни националности. Седиме на ДФС во Дојран, имаше прекрасно дете што не служеше, имаше 15 години, работливо. И викаме, Ристе, сакаше да напишеме на песна. Ристе вика, ајде, ама не пишам ја, викам, не е важно. И пишам јас, нешто се смеевме, од земја не можеш да паднеш. И му го даме тако прв стих. И Ристе ни враќа. И вака читам, вика, од земја не можеш да паднеш, можеш да биде само закопан. Вау, викам, ова е стих, бе! Така да има, се изненадуваме и ние, кои ги читаме, меѓуто и самите луѓе. Дејќи ти му викаш, ако денес беше мојот последен ден. И само го зимат, замислува. Ако денес беше мојот последен ден, што би правил? И пишува и он се изненадува своите пишувачки способности. Така да супер проект не. Тој плюс го документираме, имаме интервјуа со луѓе. И така, гледаш, јас сум хаос. Работам премногу работи во исто во исто време, добивам од некаде сила, изгледа и за тоа ми биле во минатото тие што тикам легендарни падови, пошто продуцирам енергија, ја разнесувам. И тоа види кога имаш толку повеќе проекти и кои сака да ги реализираш, кои се дел од твојата идеја или со работка со некои други, дали се артисти, соработници, така натаму. И кој имаш таа енергија, тоа те прави да бидеш многу пофокусиран во однос на завршувањето на тие проекти, давање на приоритет во зависност кој има можност и шанса да заврши. И тоа е една многу добра особина што го прави еден човек успешен и во реализацијата на тие проекти. А што е за тебе успех? Постигнување на целта што си ја замисли. А знаеки дека не секојаш можеш да ја извршиш таа цел. Така. Меѓутоа самиот процес кон доаѓање на целта може би или може не и е успех, в зависност. И тоа е дел. Кажи ми која сакам нешто да ми изрецитираш. За почетокот беше падне. Многу добро ги рецитираш. Кажи стоп. Стоп. Баш таму. Кај што требаше. Са од пола песнава таму застана. Да. Долго време би требаше да сознам дека дното во кое се наоѓам е само чекор до врвот кон кој патувам. И тешко е да си човек, нели? Ама и многу интересно. Патот нема крај. Или патот има бесконечно краеви. Теорија на реинкарнација, човек се раѓа повторно од минат живот да проложи незавршени краеви. Крајот не е крај. Цело време сме на почетокот. Може би ова е единствениот надпревар во кој домакинот си е противник, сам против себе. Од тебе зависи кој ќе победи и внимавај во препознавањето кој
кој? И уште ова. Колку си поотворен кон светлината, толку поголема ти е сенката. Колку поголема ти е љубовта, толку си поотворен кон страданијата. Па дали љубовта е казна? Спремен сум да умрам и пак да се вратам, да дољубам се на мојот пат за назад. Спремен сум да страдам, ако тоа е патот, до конечниот крај го најдам. Браво. А во самиот збор на крај има рај. Дефинитивно. Да. Ова поише ме потсеќа на разликата меѓу денешните и античките македонци. Они верувале во реинкарнација, иако се уште веруваме. Загинат во борба, тоа е нешто добро. И како не? Биле бестрашни и се бореле до крај. Па кога ќе дознаеш дека смртта не постои, постае многу полесно. Многу е полесно. Бидејќи како те контролираат? Те контролираат со пари и те контролираат со страв. Дека може да те убијат. А ти ако не си подкуплив со пари, не се плашиш од смртта, брат. Пукај, братот, како беше да? Пукај бе, братот. Услуга ќе ми направиш. Јас апсолутно се сложувам. Во нашите животи мислам стравот е нормална работа. Да. И секогаш така е човекот направен. Меѓутоа не треба да се плашиме тоа што сакаме да го постигнеме. Ниту пак да се срамиме. Да. Зашто секој си има своја инспирација во својот живот. Кажи ми, јас имам пријатели, млади луѓе, доста се разочарани за нашата состојбата. Што би им препорачал на твоите врсници? Затоа што ја гледам во твојот активизам, настап, размислување, начин на делување и постигнување резултати, многу поразличен пристап во сето тоа него што со некои други луѓе, не би препорачувал на никој ништо. Не ни пробувам да убедам некој со моите идеи, замисли, ова се единствено мојот пат. Исто како Моцарт, кога го слушаш, Моцарт не те убедува, ти само си ја слушаш музиката, така да секој нека од ова интервју нека си земе тоа што него му прија. Мене многу често ми текнува на мојот дедо од Егејска Македонија, кој што бил 10 години во затвор, од 20 до 30 години поминал во затвор. Јас сега живеам во куќата во која што он дошол во Драчева, од која излегол од затвор, па го протерале од Грција, и сикам како можам ја да се жалам за било што која сум слободен. Не сум ни во затвор, имам кров над глава, имам пристап до интернет, имам храна. Значи, ја имам сите услови за да направам било што. Се другото е луксус. А посебно мојата генерација од 30 па надоле, не немаме право да се пожалиме. Бидејќи што сакаш, можеш да научиш бесплатно. Порано факултетите на што се базираат? Факултетите продаваат информација. Каде што ти плаќаш за да дојдеш до одреден ментор кој што ќе ти даде тебе информација. Денеска ние ги имаме сите информации. Ти од кој сакаш можеш да учиш, значи можеш да сакаш да станеш што сакаш, плюс не си лимитиран на Македонија. Ако ти се парите главното нешто во животот, да речеме, ти не си лимитиран само со Македонија, ти можеш твоите идеи да ги комуницираш со целиот свет, така да ние како генерација немаме избор. За вашата генерација не можам да зборувам, бидејќи не знам како било Југославија, па распад, па вие сте живели во една од најсилните земји во тоа време. Не можам да зборувам, бидејќи само можам да кажам од тоа ја како претпоставам дека било ваше време. Меѓутоа за мојата генерација може да тврдам дека ако имаш кров над глава, имаш храна и пристап до интернет, ти немаш никаков изговор. Треба да бидеме пред се благодарни што ни се дал животот, што имаме две раце, две нозе, две очи, нос, можеме да мислиме, така да ако ги имаш тие работи, има ли нешто попрекрасно, види. Не. Да можеш да дишеш, да живееш и сега па во Македонија не е толку лошо ако видиш. Види каква слобода имаме, што си разговараме, што си правиме, имам, не знам, окей Македонија. Да, апсолутно, ја мислам дека Македонија е многу место каде што може човек да си има прекрасен живот. Да. Нуди многу погодности, особено кога сега светот е променет. Да. Например, особено сега, да. Пред 20 години, 25 имаше разлика. И јасна зацртана разлика ако живееш во Северна Америка, како што живеев ја и тука.
Меѓутоа сега предност е да си овдека. Babylon is falling down. Да, баш така. Предност е да си во Македонија во однос, например, ја можам да кажам за Северна Америка. Таму каде што живеев и не би го заменил ни едно друго место не овдека. До нас е со нашата инспирација, иницијативност и акции, чекори што ги превземаме да ги смениме на позитивно, а работите околу нас. Никој друг нема да дојде, него ја, ти, било кој, да превземеме чекори, тоа е тоа. Да, благослов е, а истовремено и проклетство да бидеш македонец. Меѓутоа, јас откако осознав што значи тоа да се биде македонец, Што значи во твојата... Па тоа е привилегија да бидеш македонец. Бидејќи бидеш македонец не е националност. Тоа е како статусен символ. Јас имам многу пати плачено Македонија. Као плачам, онака ми, тешко ми е. Меѓутоа, после плачењето дојдувам па некоја неверојатна сила и енергија. Тоа не знам како да го опишам. Што те тера да ти плачеш? Кои се аргументите што ќе ги донесеш на маса, да кажеш, да, јас сум плачел за Македонија заради тоа. Меѓутоа, лесно ми и привилегијно се чувствувам заради тоа и тоа. Па различни моменти, различни ситуации го инициирале плачењето. Са последно беше кога гореаш националните паркови, многу шуми кога горе. Значи, кога гори шумата, тоа е многу тажно. Апсолутно. И јас... Тоа е богатството наше. Да, значи шумата кога гори или се случува, ја у дворче си седам и од комши иде, не знам нешто, ракомет или не знам што, и гласно беше пуштана химната. Јас слушам химната и мене вака ми доаѓаат солзите. Или на ДФС бев пред неколку години и читам тоа со Бугарија кога беше нешто, јас слушам Мизар, си пијам розе и мене сами ми доаѓаат, ја не го одбирам тоа. Меѓутоа во тие моменти пишам, ја напишав книга за Македонија и поезијата е стварно силна, ја ги објавував на Facebook и на Instagram. Што ти инспирира да напишеш книгата за Македонија? Па, самата Македонија. Пример? Епете ти кажав, шумите кога горе. Или првачињата кога тргнаа прво, сега, не знам, некоја пријателка ја пушти керка и во школа, ја сликаше, јас сега замислувам, прваче, сикам, леле, треба у школа да идат. Треба седат тој потенцијал, треба го затвориш меѓу 4 зида и да може да оди во тоалет само кога наставничката ќе ја пушти. Јас се чувствувам со првачињата. Напишав песна за првачињата. Така да, во различни моменти, различни работи те инспирираат. Да. Македонија слободно живее. Малку и милион песни човек за тебе да испее. Не ми текнува. Добре. Да. Иначе, да, тоа е книга, пола ќе биде темната страна во Македонија, пола ќе биде светлата страна во Македонија. Не можам да ги откриам насловите. Паричката се има две... Да, од две. Секогаш е тоа така, секаде. Да. На планетата Земја може би е така, постои дуализмот. Може на други планети не е така. Не знам. Кој ти идеме ќе видиме. Да, има време. Да. Дефинитивно. Твоето обкружување што ти го гледаш, како можеш да го опишеш? Прекрасни луѓе. Јас сум и нумеролог исто така. Работам со нумерологија. Што е тоа? Па според датумот на раѓање можам да имам какви предиспозиции имаш во животот и што ти е дадено. И сега сум роден на 21, 21 е 3, а тројката е комуникаторот и тој што има social capital, што ги има конекциите. Јас имам многу пријатели и нив ги имам плачено. Вака седам и кажам, господе, какви пријатели прекрасни имам, пошто имам преку 30 блиски пријатели со кои што ја не се гледам редовно, меѓутоа се слушаме и поврзани сме од различни бранши, да речеме, браќа и сестри. Така да во Македонија има прекрасни луѓе и јас сум ова што сум благодарени на пријателите, бидејќи нема поголем благослов од тоа кога ти е тешко или па уште поубаво кога ти е убаво со некој да споделиш таа убавина. Бидејќи 1 + 1 еднакво на 3. Колку повеќе македонци го разберат тоа, не само македонци, сите луѓе во светот, дека ако тебе ти е убаво или тебе ти оди, ја нема тебе што да те намразам или да љубоморам, туку само можам да бидам радосен што на мојот пријател му е убаво. И
Во Македонија тоа мислам дека ни е едно од најголемите пречки, ако видиме и наназад во минатото, страдаме од шпиони. Никој не е крив на нас, тоа што не се случува. Проблемот ни е нас внатре. Ајде бе, заедно сме во ова. Гледаш, у самиот збор на заедно има за едно. Ајде да се разбудиме, што се преправаме дека парите ги иземе со нас, дипломите, титулите, кои ги носиме таму, не. Кога ќе преминеме, само искуствата ги зимаме со нас. И многу е добро да бидеш добар и да можеш да помогнеш, бидејќи многу луѓе денеска живеат само за своите хедонистички пореви. И не се грижат. Не се грижат, него не му е гајле што воздухот е толку загаден, пример. Него не му е гајле што нема, не знам, треба да се грижиме. И са секој, не може да многу проблеми има во Македонија, има улични кучиња, премногу брзо возат коли, корумпирани политичари, ама секој за нешто барем да самите себе да се грижиме, ако ништо друго. Да вежбаме, да не знам, молитви да кажуваме, поздрава храна да едеме, бидејќи телото ни е нашиот храм. А паразитите, знаеш какви се ти од Кока-кола, од шекери, ти се црни како демончиња си, ти влегуваат во умот и ти го поматуваат целиот ум. И сега ти како ќе бидеш добар со другиот ако не си добар со самиот себе. Така да мислам, ова не е делење памет или совет, тоа е мои сознание што сум си дошол, дека ние први треба да се засакаме самите себе, пошто не можеш да сакаш било кој да е друг ако не се сакаш самиот себе си. А у Скопје нешто е сменето последните години. Не знам што е тоа, меѓутоа многу брзаат луѓето, многу така некако све на брзинка, никој нема време и некако така е интересен период за живење во Скопје, веќе јас Скопје во средно кога бев се сеќавам дека градот некако порадосен беше. Сега ги има изгубено боите. И пак како почнавме така ќе завршиме со Скопје. Кој за крај, кој е решението на се ова? Каде го гледаш? Па не би се правил толку паметен да решението. Не, тоа е твоето решение да даваш иницијативност, да не се откажуваш, да може би сега не го оствариш тоа што сакаш, меѓутоа кога ќе дое времето за тоа ќе го направиш. Ја мислам да почнеме од бесплатните работи, кои што се благодарност, љубов, добрина и простување. Да си простим, бидејќи многу луѓе носиме у себе од минатото трауми, па некој те заебал тебе, па са ти си лош со целиот свет, бидејќи викаш, сите се вакви, сите се такви. Мислам, треба да си простиме, да бидеме благодарни што сме живи и здрави и да работиме на себе и после свек, пошто Скопје е такво, какви што се луѓето што живеат во него. Значи, он е само огледало пошто надворешното е огледало на внатрешното. Каков ти е внатрешниот свет, таков ќе ти биде и надворешниот свет. Така да, од бесплатните работи да почнеме и ќе биде све во ред. А Бог е многу добар, така да сигурно има некој план. И треба да спознаеш каде ти се отвараат вратите. Зашто ќе чукнеш на многу, меѓутоа таму кај што ти се отвора треба да влезеш. Да. Што во новата просторија има нови доживувања и може и поише врати кај што ќе се отворат. Го раствала ти многу. Ти благодарам и тебе на поканата. Прекрасен разговор. Благодарам и на вас што не следевте во овој прекрасен подкаст. Денеска имав чест и задоволство да зборам со Горац Китановски. Се надевам ќе биде наш гостин и во иднина. Љубовта, заедништвото, опростувањето и многу други аспекти од нашиот македонски живот треба да ги имаме, за да нашиот живот биде подобар. До следното јавување ви пожелам се него.